Nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, stevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš vo ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš. Nije nemir vam, go primiv me, duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet. Go prima me, duhot na Otecot, za da znaje me, kolku ne ljubi, kolku ne ljubi. Tatko to naš nebesen. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, kolku ne ljubi, go возлюби, ne возлюби si te. Го даде својот син во кој тој беше присутен во духот. Плати за нашите греови, да ни помогне. Да ни помогне да се вратиме во Царството Божјо. Зошто се зборува ова слово? Ние имаме, Исус проповедаше. Одете и проповедајте го Евангелието. Затоа што тоа е духовна храна. Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Од устата на Бога, не од луѓе, не од доктрини, не од човечки подучувања. Кога духот зборува од некој човек, ти се храниш и се распламтува и твојот дух, да можеш и ти да запалиш, да почнеш да се движиш во духот, да се разбудиш. Знаете, и човекот е гладен, твојот дух е гладен, и тој е замрен, истоштен, изморен. Знаете, кога човек долго време не јаде, освен кога е во духот, кога пости, тој ја губи силата. И ти си бесилен да се спротиставиш на злото, на сатаната и на смртта. Да, за Исус, не за сатаната. И имаме нова песна која е слезена, која вели ме роди озгора во дух и вистина, да, за Исуса Христа, не за сатаната и смртта. Ти благодарам, Господи Исусе Христе. Татко, зборува и денеска низ мене, нека секое слово ги допре сите оние кои ќе го отворат словото и ќе повикаат кон Тебе. Господи Исусе Христе, дојди во моето срце. Твојот мир да премине на нив, Твојата сила исцелителна, Твојата љубов која никогаш не престанува. Одиме Евангелие по Јован 2 глава, првото чудо на Исус. Видете, интересен момент. По 3 дена мајка му на Исус беше на една свадба. И ние секогаш го имаме тој момент, телесно ниво на Библијата и духовно значење. Значи свадба. Ние зборуваме за свадбата на јагнето. Тоа е исто така една слика која ни е дадена. Исус е младоженецот, ние сме невестата. А сега имаме друга свадба без Исус, значи во градот Кана, во покрајната Галилејска. Бевме таму, зборувавме на јазици со една група од претходно, каде што ме носеше Господ, требаше да им помогнам, но сега си имам своја служба. И тие луѓето рекоа, од каде вие знаете некој јазик таму локален? Пазете, тоа беше интересен момент. И таму прават вино и така натаму. На свадбата беа поканети. Исус и неговите ученици. Значи, кога ќе го поканиш, е веќе почетна позиција, можеш да примиш ти. Да го поканиш, Исусе, дојди. Па нека дојде Исус, а што да правиме? Еде како го каниш ти со сето срце, или колку да се каже. Кога виното се потроши, мајка му на Исус му рече, им снема вино. Видите, ти велиш дека си во Исуса, славиш тамо некој други или раскажуваш човечки доктрини и учења. Дали си го поканил во срцето, дали си го познал, за да придобиеш човек од Господа. Им снема вино, вели мајка му. Пазете сега, они сега ја славам Богородица, јас така размислав, зошто? Па го родила. Он не роди овде, вели. Таткото по своја волја. Преку словото не раѓа на вистината. Преку ова.
Сам треба да ги разбирате стиховите. Јас сум само сад, тој зборува низ мене. Духот зборува. Зошто ме вовлекуваш во ова жено? Се мисли на црква, на душа. Нели? И одговори Исус, моето време се уште не е дојдено. За да се прослави, зборува. За да биде распнат, да го даде својот живот, да ја плати цената за секого од нас. За тоа зборува. Затоа тој не сака да прави чуда, за да не тргнат по него заради чудата. Суштината е да тргнеш заради тоа што ова слово треба да те нахрани во духот. Тогаш мајка му им рече на слугите, направете се што ќе ви каже. Овој принцип е важен, направете се што ќе ви каже. Направи се што ќе ти каже. Тој ти кажал да го љубиш својот ближен како себе си. Еден ти речеш кога ми кажа. Па вчера е овде вчера. Безвремено. Љуби го својот ближен и постапувај така. Видите, имам еден близок состојба. После долги состојби, значи близок роднина, доаѓа, има некаква промена, ми бара 3 пати еден ист предмет, јас да му го дадам. Знаете, ние знаеме дека е можно да прават нешто тие. Но јас сум во Исус, јас го прифаќам тоа. Исус на Јуда му рече, пријателе, се сеќавате кога го гушна? Прави го тоа бргу. Знаете, секој ќе направи нешто. Денес вчера, поради македонскиве работи, јас им велам, нема Македонија, се запнале, сатанска доктрина. Од сите страни, од Грција, Албанија, Бугарија, Србија е малку поинакво. Се негира дека има македонци. Пазете, негирање на христијани, имаме христијански браќа на југот кај Олимпиот, Пирин планина, и негираат дека има македонци. И сега, пишувам, јас сум Христос, Исус и ми се заканува, ова и она. Јас му викам, јас му припаѓам на Исус, бре синко. На Исус, разбираш, ти не разбираш. Ништо нема да ми се случи, освен кога е Негова волја и за Негова слава. Исус така им рече, вие не би можеле да ме фатите, ако тоа не е Божјата волја. Направете се што ќе ви каже. Тоа правиш ти, што ќе ти каже. Каде ти кажал? Па знаеш, пишано е, љуби го својот ближен како себе си. И може и зема предмети да прави некои сторенија. И ние веќе добиваме конкретни задачи. Имаш еден напад и ти велиш, не е за сатаната и смртта, бега од нас сатано. И не размислуваш после колку време ќе треба да го покаеш тоа или да го живееш на твоето тело, на твојата душа. Таму имаше 6 камени садови за вода кои беа наменети за обредно миење. Пазете, обредно миење, според еврејскиот обичај, секој од нив собираше од 80 до 120 литри. Тие си ги мијат рацете и нозете. Денеска го имаме тоа и муслиманите го прават тоа. Ние зборуваме за духовно миење во водна бања во Словото и таа е целата суштина. Наполнете ги садовите со вода. Каква вода? Им рече Исус, тие ги наполнија до врвот. Значи водата ја претвара во вино. Обична телесна вода од бунарот стар ја претвара во дух, во крв и во вино. Пази, им рече Исус, тие ги наполнија до врвот, потоа им рече, нацрпете сега и однесете му на шефот на послугата. Бараш од Исус дух, онда те води. Тие му однесоа, кога тој ја проба водата што сега ше беше претворила во вино, духот. Не знаејќи од каде е, само слугите кои нацрпеа од водата знаеа. Кои се тие слуги? Па тие што се послушни на Исус, црпат од водата. Жива вода од утровата. Тоа е духот што ви е потребен. Ова слово што треба да ве храни, ако не ве храни, вашиот дух е истощен и вие не можете да се спротиставите и да донесете љубовни решенија. Па му рече, секој човек го служи први најдоброто вино, а кога ќе се заситат гостите, го служи по лошото. Ти пак си го чувал најдоброто вино се досега. Тој ти го чува најдоброто вино, духот ќе слезе, но ти треба да созрееш, не си се уште спремен. Исус го направи ова во галилејското место Кана. Колку што си спремен, толку ќе добиваш. И тоа беше неговото прво чудо. Со кој Исус ја покажа својата слава и неговите ученици поверуваа во него. Кога Исус ќе дојде на свадбата, се менува состојбата. По ова Исус, иако ти правиш свадба со друг, ти треба да правиш свадба со Исус, да го познаеш. По ова Исус, мајка му, неговите браќа и неговите ученици заминаа за Кафернаум, каде што останаа неколку дни. Видите,
таткото земен на Исус не се спомнува зашто ќе беше заблуда, ќе го славевте и таткото после. Таткото е на небесата, тука ќе беше голема грешка. Ептен, затоа вели никого на земјата не викајте оче. Оче, татко. Злоупотреба на храмот. Овде вели првото чудо. Не заборавајте, вие сте храм на Светиот Дух. Ти си храм. Он треба да живее во тебе. Наближуваше еврејскиот празник Пасха. Празници, кога преминале по Црвеното море, ама изгинаа во пустината. И Линденско востание. Те сакам, Господи, или битката на Херонеја. Или нашите соседи слават кога ги колеле, убивале, вршале етничко чистење. И видите вие што славите. Таму пред храмот тој затекна продавачи на говеда, овци и гулави, именувачи на пари. Па кој храм? Па во зградата во која одите. Продавач на говеда, на овци, на послушност и гулави. Го продава Светиот Дух. Примаш Светиот Дух? Да, рацете, тап, ајде, спасен си, тере, ура, напред, браќа. Исусе, те сакам. Откако си направи камшик, од јаже ги избрка сите надвор, заедно со овците. Овците се послушни, ама кој е пастирот нивни? И говедата, а тие се говеда другите. А наменувачите тргуваат. Им ги истури парите, им ги преврте масите. На продавачите на гулаби им рече: продаваш гулаби, Светиот Дух го продаваш. Имаме еден таму што продава. Наплаќаше човече за исцелување, ќе паднат луѓето болни, ги оставаше. Каков грев ќе натовари еден ден кога ќе овка. Прости му, татко, не знал што прави. На продавачите на гулаби им рече: изнесете ги одовде. Но имаш ти соснаш кога знаеш што правиш. Го знаете тој момент. Ти велиш, знаеме, гледаме, ние не сме слепи. Ние го имаме Авраам и пророците, јас сум крстен, јас знам, јас сум овој. Изнесете ги одовде, престанете да го претварате домот на мојот татко во пазар, пазариште. Тој зборува ти во твојата душа што имаш, дали Исус живее во тебе. Дали продаваш говеда, овци, дали менуваш пари, цариниш, дали го продаваш Светиот Дух за било што, за било што. Сребролюбието, ние гледаме кое зло е овде, напишано е. Сребролюбието кое на вистина е големо зло. За пари македонските политичари го продадоа, го распнаа својот народ, вистински Армагедон. Кога би знаеле која е цената на плаќање, би паднале на колена и би се покаяле. Тие мислат ќе побегнат. Не можеш да побегнеш. Портата е Исус. Нема друга врата да излезеш од овој свет. Без разлика што гледаш дека телото оди во земја. Неговите ученици се сетија дека во Светото писмо пишува: ревноста кон Божиот дом ме изеде. Со ревност го љуби Духот што го вселил во нас. Друг стих. Ти што имаш во тебе? Скапо сте платени, вели Исус. Чувајте ги вашите тела и души чисти. Ти да бидеш храм, не да бидеш продавач на говеда. Говеда е нешто што не слуша, треба да го пркаш. Овцата треба да оди по пастирот, но одиш по погрешен пастир. Продаваш гулаби, Светиот Дух им го продаваш. Цариниш, менувачи на пари. Со каков чудотворен знак ќе ни докажеш дека имаш овластување да го правиш тоа? Го прашаа писмознанците, евреите. Садукеите, тоа се оние што се денеска се спасени, што го знаат Словото, што одат во големи заедници, цркви или во мали. Исус им одговори: разурнете го овој храм и за 3 дена ќе го подигнам. Тие мислат за храмот Соломонов. Тој зборува за себе, исто како кога зборува за свадбата, мисли на заедништвото со Исус. Свадба без Исус, поканете Исус, тој им кажува што треба да направиш. Водата да ја претвориш во вино. Тоа значи крвта Исусова да е врз тебе, да се крстиш со крштението Негово, да се откажеш од себе си и да почнеш да чекориш по Него. Тогаш еврејските водачи му рекоа да признаеш дека не си собственик сам на себе. Овој храм бил граден 46 години. Земна статистика, ти би го подигнал за 3 дена. Те сакам, Господи Исусе Христе, ние ги имаме тие, ние сме вакви, ние сме ова, ние сме она. Тој им вели: немојте вие да зборувате кој сте и што сте. Од Авраам сме, ние сме од не знам што таму.
Бог може и од овие камења да направи. Ако вие замолкнете, камењата ќе проговорат, тоа е суштината. На тој им зборуваше за своето тело како храм. За твоето тело кое треба да биде храм. Запомни го тоа. Затоа кога воскресна од мртвите, неговите ученици си спомнаа на тоа што им го рече, па поверуваа во Светото Писмо и во зборовите на Исус, откако го видоа воскреснат. Откако го видоа воскреснат, поверуваа. Блажени се оние што не веруваат, што не видоа, поверуваа. И чекаа 50 дена да слезе Духот. Мораш да чекаш, да се собереш пред Него, да се сосредоточиш. Не е тоа така едноставно да го познаеш Исус. Додека Исус беше во Ерусалим за време на празникот Пасха, тој имаме празник Пасха, го слава тој празник, поминале по Црвеното море, премин со Мојсе и изгинаа во пустината. Те сакам, Господе Исусе Христе. Тој како што ние го славиме и Линденско востание, ние треба да го славиме денот кога апостол Павле дошол во Македонија. Зошто во Скопје нема ниту еден споменик на апостол Павле, иако е тој идолопоклонство, сите други ги ставивте. Најважниот момент, Светото Писмо, отворете го. Отворите еден споменик. Ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец. Ова ставете го. Отворена книга со тие стихови. Не го ставате, ставивте се и се што си се славите сами себе. За време на празникот Пасха многумина поверуваа дека тој е Месијата. Човекот има потреба да слави некој празник. Тој знае дека е духовна природа, наместо Исус славата, царството, силата и волјата се негови, како што вели Исус во молитвата. Значи тие поверуваа откако гледаат чуда. Самиот Исус пак не им се доверуваше, зашто тој ги познаваше сите, ги познава сите. Тој знае што има во твоето срце, не гледа на лице, туку на срце. Немаше потреба некој да му кажува за луѓето. Тој знаеше што се крие во нивните срца. Тогаш Духот ти кажува во некој човек што има. Луѓето не го гледаат. И ќе дојде некој крив дух, ќе го изгони Духот на Исус. Кога ќе се соберете вие мојот Духот заедницата, и они се чудат зошто вака, зошто така. И тоа е целата суштина, кој ќе разбереш дека јас не решавам. Секоја мисла треба да е покорна на Исус Христос. Не случајно е кажано, со срцето да разберат, тоа се тие стихови, поуки, да се покајат, да се покаеш е важен момент, да ги исцелам, тоа значи да не правиш веќе така, оди и не греши повеќе, за да не те снајде нешто полошо, зашто луѓето не се исцелуваат. Па тоа е суштината, не е суштината да се исцелиш ти, току да дојдеш до Исус, кога ќе дојдеш до Исус, кога ќе го примиш, ќе исчезнат сите симптоми. Не се менуваат луѓето, сакаат да се вратат во калта и во блуеницата. Христов сотрудник треба да се роди во Исус, да умре стариот претходно, а ти не сакаш да се смениш, сакаш да си бидеш истиот како порано, да си бидеш своеглав, своеволен, со свој ум, со сопствени мисли и чувства, непроменет. Еве ги стиховите Матеј 13:13. Имајки очи не гледаат, имајки уши не слушаат, ниту пак се трудат да разберат, бидејќи знаат, гревот останува. Тогаш тие стихови прости им татко не знаат што прават е едно, но кога знаеше друго, крвта ваша на главите ваши, невин сум за смртта на овој праведник. Видете, нека падне крвта наша и зато се убиени толку израелци. Понатаму вели, срцата на овие луѓе се закоравени. 15 стих, Матеј 13:15. Видиш, закоравено срце, тоа е тоа тврдо срце, тесно срце. Во друг препев се вели валкано срце. Блажени се чистите по срце. Тој е има лопатата, треба да го изчисти срцето, да му дозволиш. Во друг препев се вели со очите да видат, со ушите да чујат, со срцето да разберат. Ова добро разберете го. Со сето срце. Дали го каниш ти на свадбата Исус Галилејска, Хана?
у некоја заедница со срце или ајде нека дојде сега што да му правиме сега ако нема кај да оди. Слава ти Исусе. Со срцето да разберат, да се покајат, да ги исцелам. Телесното читање на живото слово ќе те донесе до свесност само, до знаење, до стихови. Може би до гордост, но љубовта само ослободува. Ти благодарам, небесен татко, Исус го вели ова, Господар на небото, Господар собственик и на земјата, иако му е дадена на сатаната на владење на малку време, што сето ова им го откри на скромните, во заграда понизните, кротките, послушните, а го скрие од оние што мудруваат и се подпираат на својот разум. Лука 10:21, се подпираш на својот разум, на туки разум, на некој доктринарен учител кој слегло нешто за него позитивно за одреден период. А не дозволуваш духот да живее вистински во тебе, а не доаѓаат кај мене, вели Исус, за да им дадам живот вечен, го проучуваат писмото и цитираат бројки, глави, редови, стихови, духовна, телесна статистика. Тоа се стихови кои словото убива. Без дух, без дух. Го читаш само, се возгордејуваш. А ти, граде Капернауме, еве стихови, што се креваш на високо, дури до небото, ќе се струполиш во адот. Уште еднашка. Не се однесува на Капернаум, се однесува на секој од нас. А ти, граде Капернауме, што се креваш на високо, вавилонско, дури до небото, како сатаната, ќе се струполиш во адот. Лука 10:15. Адот, видете, адот, да, адот, ама во духовна смисла тоа е сосема нешто друго. Дно на некој ѓол, души темни, пливаат без сила, свесни за себе, во една визија. Горе погледнав како во вода сум јас, нели, ако ќе погледнете горе, сонцето на врвот на површината, Исус пее со ангелите. Меѓу овие што се долу и тие што се горе. Илјадници години се потребни да се промениш, се додека не кажете благословен е оној кој доаѓа, да повикаш кон него. Со срцето се разбира, се прима Исус, се покајува и така во дух се исцелуваш. Во духот се лекуваш, од стариот ти се исцелуваш, гревовен, смртен, болен. Од тоа треба да се исцелиш. Умот те води натаму, наваму. Рековме, секоја мисла да е покорна на Исус Христос. Во Словото се вели, возобновен ум. Секоја мисла да е покорна на Исус, да ги врзеш бедрата на својот ум. Со умот мислиш едно, а излегува друго. Мислиш дека ќе биде така, не бидува. Мислиш дека ќе се случи тоа, не се случува. Мислиш, леташ со умот, значи со умот не е реален. Ти сакаш да бидеш како што ти си мисли да биде така. Ти сакаш Господ да се промени од таткото, он да признае дека сгрешил, дека ти си во право. И таа ми вели, зошто морам да страдам, Господ е лош, одеднаш избија, не издржа повеќе. Духот ја осветлуваше. Не сакам Царство Божјо, сакам сега да живеам. Се Исусе на помош. За кратко време излетаа хулни пресуди против Исус и Отецот, зошто морам да страдам, Бог е лош. Не сакам Царство Божјо, сакам сега да живеам. А пишано е, барајте го најнапред Царството Божјо и се ќе ви се придодаде. Најнапред Царството Божјо. Беше една жена, беше во потреба, на вистина поминала низ голем број страдања, ама се уште не ја научила лекцијата. А таа не сака Царство Божјо, сака сега и ништо не ѝ се придодава, останува на истото, со блоеницата и во калта сака со умот да разбере, со телесен ум не се разбира, ништо го скри од оние што мудруваат и се подпираат на својот разум. Лука 10:21.
Потоа ја проверивме во неколку варијанти. Видете како доаѓаат ово 3 сведоци, уште еднаш хулеше, па уште еднаш зборуваше лошо. И ти гледаш дека тоа е на Стојан Герасимов, македонец од Пиринска Македонија, кој бил по затвори бугарски, затоа што е македонец, денеска беше веќе пастор во една црква таму, заедница евангелска, баптистичка. Тој велеше кога е некој болен, јас не се молам да се исцели. Снимив 2 негови сведоштва, можете да ги најдете на Тихомир Стојановски на YouTube. Јас се молам уште повеќе да го удри Таткото Небесен Исус, додека не повика вистински. Видите, она е болна, има 3-4 болести, чудни болести, но хули на Бог. Зошто вака, зошто така? Таа е се уште во пустината и после ќе си ја слави Паската. И потоа не вели, па јас ќе си одам во друга црква, каде што не те терат да се промениш, да си ги правиш своите обреди, да си ги цитираш своите стихови, да си ги пееш своите песнички. Тоа што треба да го пееш, да го научиш е да го познаеш Исус. Секоја мисла да е покорна на Исус, да немаш твои желби и барања. Значи, мудрува и се подпира на својот разум или верува во себе. Верувам во себе. Јас се молев а плюс меѓувремено исцелувала. Не во Исус не верува, верува во себе. Прочитала секакви боеници и книги, се зборуваме општо, извртено живо слово Исусово, употребено со телесен ум, мудрува со слово кое те убива и тебе и тој кој зборува. Те сакам, Господи Исусе Христе. Пишува, зборува слово и оној кој те слуша и те прифаќа исто така се убива од твојата мудрост. Човечка мудрост, телесна мудрост. Духот на мудрост е духот утешител. Ти сакаш да биде како што ти мудруваш. Исус да се промени. Не ти да се прилагоди на тебе. Не ти кон него. Ете, тоа е целата суштина. Така се креваш на високо небе, како Капернауме. Тој цитат. И се уриваш во адот. Лука 10:15. Исус е на помош. Има многу свадби. Пијат вода наместо вино. Не го поканиле Исус вистински да дојде во срцето. Он да зборува, он да те учи. Кога ќе дојде Духот, мене ќе ме прослави да викаш Татко мој, небесен Ава Оче. И он ќе ти објасни сета вистина. Но тоа значи не ти да мудруваш. Он да врши дела, да зборува од тебе. Тоа значи препуштање, претопување во љубовта. Откажување од себе праведен, себе знаење, своје глав. Тоа е суштината. Видете, луѓето се интересни, не ќе да се промени. Те сакам, Господи Исусе Христе. Правете што ќе ви каже, го имаме тој стих. Значи храм, во храмот, во твоето срце ти си тој храм. Дали се продаваат говеда, овци и гулаби, се менуваат пари, или духот на Отецот зборува. Знаете, интересен момент. Направете се што ќе ви каже. Битен момент, 2 Јован 5. Се што ќе ви каже. Ма кога ми кажало мене? Па овде има еден закон. Љуби го својот ближен како себе си. И љуби го Господ, твојот Бог, Таткото Небесен. И барај го со сето своје срце. Со сето своје срце. Со сиот свој разум покорен, со сета своја душа. Со сета сила која тој ти ја дал, за да станеш син Божи, да станеш првиот слуга, од роб на гревот, роб на неговата праведност, потоа да станеш сотрудник, сонаследник, пријател Божи, сонаследник и син Божи, кого го води, обликува, преплавува Духот Божи. Ме роди озгора во дух и вистина, да, за Исуса Христа, не за сатаната и смртта.
болен си те мачи нешто разочаран, падни на колена, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Исусе, дојди во моето срце. Се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци. Им простувам на сите, никого не осудувам. Ја прифаќам Твојата волја, се предавам во Твоја собственост, напиши го Твоето име во моето срце, стави ми белек на челото за денот на воскресението, бегај од нас, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе надвор од нашиот имот, од нашите две заедници, глуви и слушни сотрудници, надвор од македонската земја, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во сечие срце Исус. Ја враќам Македонија во Твоја собственост. Татко мој, додека има еден праведник, ќе ги спасиш ли македонците? Пред мене, зад мене, околу мене, во мене, Исус живее. Амин. До Божиот царство небесно. Амин. Љубов усоврши се, да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш